ова издание, председателот на САД Доналд Трамп се предомисли. Нема да го распушти тимот за справување со пандемијата. Но која ќе биде неговата нова улога? Реакции по Загребската декларација за добрососедство. Прерано е да се проценува за нечија победа, вели експерт за Гласот на Америка. И роботи се вклучија во испорака на храна во САД. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Пандемијата го отежна снабдувањето со храна генерално во целиот свет. Дел од извештаите во денешната емисија ќе бидат токму за тоа. Но претходно, вестите на денот. Американскиот председател Доналд Трамп се повлече од претходното соопштение дека Белата куќа планира да ја затвори својата работна група за коронавирус за околу 1 месец. Синоќ ја најави дека работната група ќе продолжи со работа, но со поголем фокус на реотворање на економијата и на развивање вакцина. Бројот на смртни случаи во САД се искачи на над 72.000, а председателот објави дека работната група ќе работи неопределено. Мислев дека порано ќе биде затворена, но немав идеја до синоќа дека работната група е толку популарна, изјави Трамп. Тој додаде дека планира да приклучи нови членови и оти фокусот ќе биде во правец на реотворање на економијата. Но во оваа фаза од пандемијата, експертите велат дека САД треба да го приоритизира јавното здравје пред економијата. Работната група беше формирана на крајот од јануари со мандат да ги надгледува напорите на администрацијата за контрола на ширењето на COVID-19. Секретарката за образование на САД Бетси Девос ги представи правилата со кои се преиначува законот познат како Поглавје 9. Тоа е закон од 70-тите со кои се забранува сексуалното дискриминирање, напад и вознемирување во образовните програми кои се финансирани на федерално ниво, како што се постдипломските студии, средните училишта и колеџите. Целта е да се засилат правилата на обвинетите студенти и да се појаснат видовите на случаите по кои училиштата мораат да спроведат истрага. Со промените се стеснува дефиницијата за сексуално вознемирување и се сведува на однесување што е особено нагласено, упорно и објективно навредувачко. Но правилата исто така појаснуваат дека насилство во врска на двајца и следење се казниви според законот. Правилата лимитираат на кои видови жалби училиштата треба да спроведат истрага, главно на инциденти на кампусите и во образовните програми. По вчерашната декларација на Загребскиот самит, во која е наведено имплементирањето на договорите со Грција и со Бугарија, Симонида Кацарска од Институтот за европска политика за Гласот на Америка вели дека е премногу рано тоа да се проценува како нечија победа. Тие договори се наша реалност, но неспорно е дека барањата на Бугарија во голема мера нудат толкувања кои не секогаш се поврзани со договорот за добрососедство, вели таа. Бугарскиот премиер е задоволен од споменувањето на договорот во декларацијата на самитот. Борисов прати порака: ако некој отстапи од тој документ, при секое преговарачко поглавје Софија може да го блокира. А како функционираат банките за храна во САД по зголемување на стапката за вработеност? Дена Мичел за ова. Откако невидени 30 милиони американци се пријавија како невработени, банката за храна во округот Аламеда во Северна Калифорнија го зголеми капацитетот за да ја задоволи побарувачката. Основни прехранбени артикли, како компири, кромит, јаболка и круши, храна што не е од конзерва. Понекогаш обезбедуваме и млечни производи, што е убаво за промена. Обично кога ќе отвориме, околу 40 до 50 автомобили веќе чекаат. Бројот на повици на нашата линија за помош во идни случаи се зголеми уште е почеток. Во пикот за 1000%. Се уште добиваме над 100 до 200 повици дневно. Од оние кои дневно се јавуваат, 50% се обраќаат за првпат. Банките за храна, финансирани од државни и од приватни донации, ги зголемија напорите да ја задоволат потребата. Внимаваме да нема контакт. Луѓето можат да останат во нивниот автомобил. Минимален разговор, минимално податоци земаме. Ја ставаме храната во нивните автомобили многу брзо. Треба само малку да почекаат, но добиваат многу добра храна која е безбедна. Обично им помагаме на семејства со ниски приходи во источен Оукленд. Но сега се избришаат демографските разлики. Луѓе од секоја класа доаѓаат. Разговараме со многу луѓе кои доаѓаат кај нас за првпат. Многу отпуштени од работа. Не знаеле каде да се обратат. Банката за храна очекува луѓето да продолжат да доаѓаат. Знаеме од минати искуства дека со мерки како наредбата за останување дома може да бидат потребни месеци,
ако не и години, за многу луѓе погодени од кризата повторно да застанат на носе. Персоналот истакнува дека за некој да добие донација на храна е доволно само да се појави. Во испораката на храна се вклучија и роботи. Стив Барагона пренесува како тоа функционира. Роботите за испорака на Starship Technologies ги привлекуваат папараците на секаде каде се движат. Тие вршат испорака за Broad Branch Market во Вашингтон. Трейси Станард е собственикот. Еве што прват, само што ми го испрати е ова. Уште едно видео со роботи, но многу се симпатични. Маркетите вообичаено не доставуваа намирници, но тоа се промени со социјалното дистанцирање за да се спречи ширењето на коронавирусот. Свативме дека станува малку ризично да има толку многу луѓе во продавница. Сакаме да ги задржиме луѓето надвор. Ова е одлична опција. Роботите можат да носат околу 9 кг и да вршат достава во радиус од околу 5 км. Купувачот Роб Оукен вели е задоволен што ги има. Ми се допаѓа што роботот доаѓа точно до мојата куќа и што не мора да влегувам во продавницата. Така е побезбедно. Други компании, вклучувајќи ги KiwiBot, Postmates и се разбира Amazon, исто така вршат испорака со роботи. Но индустријата се бори за профит. Директорката на трговската група Силиконска долина Robotics, Андра Кај, вели дека ова е тешко време и за ваквите компании. Гледам дека многу компании за роботи пропаѓаат, особено минатата година, затоа што беа преуранети за пазарите. Роботите се најпотребни за вршење опасни и валкани работи, велат од Асоциацијата за напредна автоматизација. Джеф Бурштейн е председател. Например, роботи за дезинфекција. Ако сте во болница, канцеларија или магазин, веројатно би сакале да имате робот да изврши дезинфекција, за луѓето да не мора да влегуваат таму и да го оправат тоа. Роботот тоа го прави безбедно пред луѓето да стапнат на работа. Роботите дезинфецираат белгиска болница и метро во Хонг Конг. Испорачуваат храна и лекови во болниците во Индија и Тајланд, за здравствените работници да одржуваат социјална дистанца. И, можеби, ова се најдобрите работни места за работите во моментов, иако и нивната работа е полна со предизвици. Спортските фотографи сега немаат настани за покривање, но еве како се снајде еден од нив. Пенелопе Пулу известува. Стотици знаци со честитки за завршување на средното училиште може да се најдат во дворот на Джейсон. Подсетник дека животот продолжува и покрај COVID-19. На секој од тие знаци има фотографија од ученик со лична порака за одбележување на важниот ден, дури и среде социјалното дистанцирање. Родителите ми праќаат фотографија од нивното дете и јас креирам дело што може да го стават во нивниот двор. Вакви знаци со честитки поставени во дворовите не се ништо ново, но новина е концептот на Джейсон да додаде и фотографија. Тој користи искуство од професијата, спортски фотограф. Сакав да создадам нешто што ќе направи да се чувствуваат специјално, да бидат горди на себе и нивната работа, посветеност, напорот што го вложиле. Коронавирусот го запрел бизнисот на Джейсон и го натрал да биде покреативен. Ги прави радосни, зашто се чувствуваат како некој да им го одзел моментот важен за нив. Голема работа е завршување на едно поглавје во животот. Работам по 12 до 14 часа да одговорам на нарачките. Среќен сум што имам шанса да работам. Изработувањето на ваквите знаци значи приход за Джейсон, но и дава значење за учениците и родителите кога многу нешто им е одземено заради вирусот. Джейсон не знае што му носи днината кога ќе заврши со овие проекти. Спортот бара колективно учество, вели, не живот во изолација. Со поддршка од сопругата и децата, Джейсон сега живее за овој момент. Од мене толку. Пријатно до утре.